Се надевам дека го задржуваме вашето внимание, се надевам дека сте на Македонската радио телевизија. Имаме многу интересен разговор во најава. Дали сте знаеле дека денеска токму денот 29 јули се одбележува како светски ден на карминот? А румените усни ја истакнуваат убавината. Шминката може само дополнително да истакне убавината, доколку се разбира се внимава на сите финеси кои што ги бара дополнително. А се советуваме и слушаме препораки од Васка Леонтич. Таа е нашиот познат стилист од Македонија. И сега, прво, што ми текна, добро утро официјално. Да, добро утро вам и на гледачите. Колку време ве познавам, дури и уште не бе влезена во телевизиските води, ја знаев за вас. И ако ве навратам низ времето, колку време сте стилист? 33 години самостално и плюс уште 8 години кој работев кај мојата мајсторица, така да долг период. Долг период, речи си цел живот? Така, посветена на работа. Верувам дека вашите афинитети кон стилирањето, кон убавината, може би се уште од најмала возраст, може би се наследени, може би ги гледавте од вашата мајка, од вашата баба. Па ќе ве прашам директно, што представува за вас карминот? Вака, карминот е основно нешто кога говориме за шминкањето. И за тие лица кои не се шминкаат, меѓутоа секогаш сакаат, преферираат да стават кармин. Карминот дава самодоверба, освежува, сигурност. Карминот ги има во сите бои, значи обично кога ќе кажеме кармин, асоциација ми е црвената боја, меѓутоа не мора да значи. Да. Така да карминот има и сјаеви, значи не се само кармини во пигментација, туку да е навлажни устната на некој кој се суши или кој не може да говори. Така да не мора да се нашминкате, меѓутоа можете да го потребите и само карминот. За разлика од другите дел од декоративната козметика има процедура како да ја примените. Но кога говориме за карминот, не морате да се комплетно нашминкани или да имате подлога, а да го примените. А дали секоја боја соодветствува на секој, прво ќе ве прашам на секој лик, а и од друга страна сакам да потикнем уште едно прашање на секој сензибилитет. Вака, карминот е многу лична работа. Бидејќи може многу добро да ви прилега, но самиот клиент или самата личност да не ја преферира. Бидејќи црвената боја е преубава боја за ликот, нема на кого не му прилега, меѓутоа не значи дека ќе сака да ја носи или дека се чувствува добро. Бидејќи може да е таа црвена боја и моќна, и јака, кај некого делува многу агресивно, некои лица не сакат премногу нападни тонови. Ние кога шминкаме професионално гледаме да прилега спрема бојата на очите, бојата на тенос, приликата, намената, тоалетата, но пак кај клиентите и самите индивидуи многу повеќе преферираат тоа што нив им лежи или во каква психофизичка состојба се наоѓаат и како се расположени. Така да лицата кога ги применуваат индивидуално и за себе, не гледаат дали е тоа во тренд, дали е тоа боја која ќе ми прилега, него како се чувствуваат. А ние професионалците кога шминкаме, гледаме тоа за каква намена е, дали е за ноќна шминка, дневна шминка, спрема тоалетата што ќе се носи за каква прилика е, дали е тоа професионално, дали е тоа за некоја конференција, дали е тоа за некоја работна атмосфера, дали е тоа за некоја диско парти или свадба или некоја друга свечена прилика, ние да речеме така ги категоризираме тоновите. Нормално дека прво гледаме да соодветствува и да одговара на самиот клиент. Тоа значи дека е вистина, не е мит, тука е вистина дека карминот го отсликува сензибилитетот на личност. Долги години работите со клиенти, пречи си кои не карактери поминаа низ вашите раце. Велам раце затоа што да, шминката е она која што да се нанесува со раце. Оно што сакам да ве прашаме дека дали веќе кога ќе го видите човек, знаете што му одговара? Ние токму знаеме, меѓутоа не секој клиент го прифаќа. Најтешкото е затоа што се соочувате со работа. Сугестијата? Не е сугестијата. Како веќе после короната настана ној тренд, бидејќи се одвикна луѓето да се шминка, да не несуваат кармини поради маските. И се многу време треба да се поврати сето тоа што било, не верувам дека комплетно ќе се поврати. Порано никој не излегуваше од дома нашминкан. Веќе ретко кој се шминка, освен за некоја прилика или некои навики кои се стекнати. Токму така, онаа јака, интензивна шминка веќе се
исчезна, веќе све е минималистички, се веќе е дискретно, само колку некоја чистина да се даде на ликот, а нормално кога говориме за професионална шминка која е за камера, за спот, за некоја прилика, се знае дека таму правилата се други и мора да се почитуваат она што треба се направи да се нашминка. Меѓутоа кога говориме за секојдневното шминкање, луѓето сакаат поедноставни тонови, дури неприметливи. Да бидам нашминка, меѓутоа никогаш да не се приметат и да не се истакнат ни контурите, ни тоновите. А тоа можам да забележам дека е тренд. Па не е тоа трендовски, него тоа веќе навика. Не, него тоа е веќе луѓето тоа го прифаќаат, кој што стана патиките да се носат. Ја не можам да смислам патика да облечам со фустан. Никош не сум сакала. Патика ми не ми било за спорт, за планина, за спортска, Меѓутоа сега кога ќе видам дека прекрасни тоалети облечени во патика, ја не можам тоа да го смислам. Викате мода е практично. Меѓутоа патиката знае да огруби ногата и да го уништи целиот аутфит, така да пак ќе кажам, некој го прави тоа заради тренд, а некој го прави од практични причини. Сега што го зборувате, сепак треба да се почитува и да остане основата, така коренот, да се почитува, но колку е дозволиво и колку ние сами дозволуваме да влијаат трендовите и да ги менуваат корените. Знаете како? Оти правила се правила сепак. Во шминкањето, ако немате подлога ставено пудра, транспарентна пудра, било кој флуиден мейкап, значи било каква, што и да ставите нема да биде добро. Руминилото да го ставите над лице кој има флеки, кои имаат лузни, каде што имаат акни, бубулици, ако не го покриете тоа, џабе ставате руминило, уште повеќе ги стакнувате недостатоците или нечистината на лицето. Бидејќи пудрата, основата е да направите на бела чист хартија, да можете потоа сите тонови да ги нанесете. Ако лицето не е претходно со пудра, со транспарентна, со коректори средено, било кој тоналитет, дали маскара, дали сенка, дали руминило, што и да нанесете, нема да биде добро. Бидејќи затоа е битна основата. Сега, основата кој професионално ја нанесуваме е една, сите викат многу ми тежи лицето, бидејќи одиме чекор по чекор сите постапки да ги направиме, а лицето кои се шминка дома, да речеме тие фази нит пак и познават, нит пак и ги интересира, од тие гледа со една пудра да направат се и пак не се прикрива. Значи ако има некои лузни, акни, флеки, од флеки некои од сонцеви лузни или траги, тоа не се прикрива, мора да се нанесе коректор, мора да се нанесе транспарентна пудра, да биде комплетно исчистено лицето, па при тоа да се нанесат руменилото и декоративната козметика, сенките, маскарите и тоновите контурата. Ако нема основа, дури маскарата и контурите кои ќе се нанесат на окото се разлеват. Вика, па ми сози окото, па ми се размачка сенката, па сенката не ми трае долго, не ми е квалитетен производот, не е до квалитет или неквалитет, туку нема подлога. Ако има добра подлога, ако сета таа добра подлога се нанесе, нормално дека и тоналитетот и пигментацијата и контурата ќе трае многу подолго, нема да се размачкува контурата, нема да се разлеваат сенките, нема да упива во кожата, ќе има добра подлога и потоа може добро да опстои и следните чекори кои ќе бидат направени. Давам едно потик прашање за неколку потоа. Шминката има рок на траење. Така, да. На што треба да се внимава кога се купува производ? Тука ќе го ставаме карминот како еден од најчувствителен, поради тоа што го ставаме на устните. Во текот на денот, јас веќе цела емисија речиси ќе ја поминам, пола сум го изела. На што треба да внимаваме кога купуваме? Кои се тие состојки кои што ние немаме навика да ги провериме? Вака сега, прво треба да се чита нормално декларацијата за било кој, не само за козметика, него за било што кога се купува декларацијата, рокот на примена, но вие може да купите и да има рок на примена, ако не знаете соодветно да го чувате. Значи, на декоративна козметика, посебно маскарата и карминот, не се става на топло место, не се става на светлина, значи мора да бидат сокриени, не се ставаат на влага, во купатило. Често пати гледам дека токму тоа е местото каде што ги чуваме. Дека тука се бањеме, се создава влага, се создаваат бактерии, потоа не сме да бидат во близина на топлина, целиот кармин се растопува. Најтешкото нешто од целата декоратива што карминот се става директно на устната, што е слузо кожата, внатрешниот дел е тој што го внесуваме ние додека јадеме, додека зборуваме, што е најштетен. Има најмногу токсини. Исто така маскарата. Ставаме дел од внатрешниот дел кој сакаме колку и да внимаваме, некогаш ќе ни се случи да допреме, каде што се внесуваат и заразни болести и бактерии. Тие се два производа кои мора многу да се внимават, рокот на употреба и да не се дава друг да ги применува. Карминот и маскарата тоа е нешто персонално.
Кога се оди кога што ние шминкаме шминкерите, тоа го правиме со четкица. Значи не го правиме директно со кармино да нанесеме на клиентот. Нормално ние раствараме повеќе тонови него ли еден кој нанесуваме, меѓутоа не се применува директно од кармино да ставиме на секој клиент. За разлика сите други декоративни козметики, кои што е течната пудра, камено, транспарентната, тие се заштитени во опаковка, зимете онолку колку што ви е потребно, дали со ческица, дали со туферче, дали со рака, директно нанесувате. И тоа е по заштите, но и ти имаат рок на примена. Има одредени производи каде што траат и подолго, меѓутоа треба да прочитате, доволно да го следите упатството, каде и кој производ можете подолг временски интервал да го користите. Токму поради тоа препорачувам на сите клиенти или корисници на козметички производи да не купуваат преголема количина. Тоа обично ние го правиме козметичарите, шминкерите, бидејќи не можете за толку краток временски интервал да потрошите пудрата, освен ако 3 пати на ден не се прешминкувате, се шминкате, па да го потрошите. Меѓутоа, ако не го користите толкав период, подобро да купувате мали количини, мали производи, за да можете во рок од 3 месеци да го потрошите и потоа и да ви остане нешто недокористено, да не ви биде жал. Обично се чува и повеќе од 3 месеци. Може би тука и грешката, не ги читаме, не ги следиме. На секој производ пишува од кога ќе отворите пудрата колку месеци можете да ја користите. Значи има капаче со отворено, значи 2 или 24 месеци, пишува на 12 месеци, значи дали е крема, дали е производ, кои производи се долготрајни. Тоа е камената пудра, значи таа можете многу подолг период да ја користите. Сенките, транспарентната пудра, тие се во компактна состојба. Доколку се масни, не. Но доколку се суви, можете повеќе и од 3 години да ги употребувате. Пак ќе кажам како ги чувате. Ако ги чувате на влага, тие ќе се расипат и за месец дена. Меѓутоа, ако ги чувате на суво место, внимавате при употреба и примена на четките, четките да не бидат мокри, ако се ги измиле, да бидат суви, ако се влажни, ќе навлезете таа влага во самата пудра, ќе се развијат бактерии, што значи ќе треба тоа да го фрлите, не можете да го применувате, ќе почне да ви чеша лицето, очите, да ви создава сврап. Така да многу е битна примената и на четките, добро одржување на четките, хигиената на четките, да се мијат редовно, да се дезинфицираат редовно, да се сушат добро. Ако се полувлажни, тие веќе се создаваат гливици, бактерии во самата четка. Потоа кога ќе нанесете, почнува окото да ве чеша, треба добро да се остават природно, да се сушат, не со фен, бидејќи влакната се распаѓаат, се уништуваат, завземаат друг правец и нормално убаво да се складираат самата декоратива, да бидат убаво во самите кутии, кутиите да се стојат пак опаковките, да не се крши капачето, ако се скрши па е отворена сенката, па почнува да се крши, да се прлја, да навлегува прашина, така да е најдобро да се чува паковката и во самата кутија да се одржува самата декоратива. Васка, колку убаво не искаравте вака под наводници, јас си се најдов да не подсетивте, си се најдов по неколку наврати, но добро подсетување беше ова, се разбира здраво подсетување. Мит или вистина дека шминката може да ја народски како се кажува, шминката ми ја остаре кожата. Мит или вистина? До некаде вистина, затоа што многу мина се уморни и немаат навика да ја отстрана шминката. Вие дајќи се шминката, меѓутоа мораме да знаеме дека ги затвара порите. Ако ставате подолго сите слоеви кои се потребни за да изгледа совршено лицето, од коректори, праймери... Испочитувавме се она што го кажавте. И ако вие легнете со шминка една вечер, втора вечер, трета вечер, не ја отстранувате шминката, нормално дека кожата се суши. Кога се суши, колагенот се излекува, страда самото лице и нормално дека веќе делуваме исцрпени. Не дека старе, меѓутоа делуваме исцрпено, кој исцрпено делуваме постари. Така да шминката треба кога се нанесува, меѓутоа исто така треба правилно да се отстрани. Значи со специјални млека и тоници, не да се земе со влажна марамица, влажната марамица содржи алкохол. Тоа сакам веќе да ве прашам најлошо. Најбаво е со туфери, со памук
мокчиња со влажни, со специјални млека, да не се оштетува кожата, да се острани убаво, потоа со млака вода да се измие, не со сапун да земе да се трља лицето, па потоа се помине со тоник, па да се нанесе маска, крема, каде што ќе се нахрани кожата, каде што во текот на денот цело време порите биле затворени и нормално тие толку слоеви го одзима целиот колаген од кожата и тоаш дехидрира кожата и е потребно повторно да се нахрани кожата да биде свежа. Тоа е оној момент што велиме старе, бидејќи лицето делува исцрпено и исушено, но постои уште еден момент, доколку при шминкањето се шминка, постојат мицерални води, тоници, каде што се освежува ликот и после шминкање, каде што ние мораме одредени јавни личности нонстоп да бидеме под шминка. Во тој случај постојат мицерални води, тоници, спрееви, каде што ја се освежува кожата. Сите велат фиксатор на шминка, тоа не е фиксатор на шминка, туку каде што ќе нанесеме многу големи тешки слоеви на шминка и сите постапки кои ќе ги проследиме, кожата станува сува, дехидрирана и тежи, за да не ја почувствуваме таа тежина на самата кожа, на крај на шминкањето се нанесуваат тие води кои да ја прават кожата да не се чувства дека е дехидрирана. Туку да ја навлажни и да добие кожата само убав сјај. Поготово кај тие лица кои не користат прајмери, основи, подлоги, доколку се користат сите тие основи, тоаш веќе кожата е доволно навлажната, нема потреба од тие додатно се стават тие спрееви. Особено јавните личности кои што постојано се изложени на шминка, јас кога не треба да бидам изложена на шминка, знам целиот ден да го поминам без шминка и тоа е такво леснување за мене, но во тие денови колку ние треба да бидеме одговорни сепак кон работата и тоа што го наметнува работата во делот на шминката, да ја негуваме кожата. Колку е важно кожата да се негува секојдневно. Тие што користат премногу подлоги, премногу шминка, тие морат обавезно еднаш неделно да го чистат лицето. Поготово тие што имаат проширени пори, масна кожа, тој тип на кожа најмногу страда и најмногу сите овие производи навлегуваат во самата кожа и нормално се создаваат црнки, бубулици, акни, зависи ако се чепкаат, се прлјаат, фаќа, се чешат, постепено раката им е на лице, бидејќи ја имам клиенти цело време се чешат, цело време со ноктите нешто работат по лицето, така да тие најмногу страдат и цело време ќе видите имаат бубуличка, нешто со ноктот веќе направиле загнојување, инфекција, знаат да се копат несвесно дека работат или дека учат, или по главата исто така се случува, така да кај нив обавезно еднаш неделно или на 2 до 3 недели обавезно чистење на лицето. Вашето искуство што вели? Дали шминката дополнително го подкрива расположението? Па ја не би можела да се замислам без шминка. Мислам, летниот период нормално не се шминкам, меѓутоа обавезно кармин ке нанесам, но шминката ми е како дел, мој собствен дел, како да кажам, како дел од мојата индивидуа. Не ме прави да се чувствам дека ќе имам поголема самодоверба, него делувам пристојно. Веќе во одредена возраст шминката станува за да нас ни ја врати самодовербата, ниту е кон соговорникот, кон клиентите и да делувам пристојно. Можеби не сум спила цела ноќ, со детето сум седела, сум работела, имам подочњаци и кога ќе ве погледне клиентот во таква состојба, вие не му давате доверба дека ќе биде се во најдобар ред, дека ќе му направите добра фризура, ќе го шминкате добро или ќе го истретирате добро. Делувате толку уморно што те вика подобро оди одмори, се наспи се дома, него ли да ме гледаш. Меѓутоа шминката некојаш дава и свежина, самодоверба и кај соговорникот. Тие моменти кога не сме наспани, кога сме уморни или не ни е денот, да можеме пристојно да изгледаме кон соговорникот. Шминката не значи секојаш мода или тренд. Шминката некој значи потреба да прикриете тоа што не сте спеле цела ноќ, не ви бил добар денот, сте имале тажни моменти, да може некако да изгледате пристојни, да го избуткате денот на работа. Така да шминката не е кога сте млади, добро, окей, за мода, за тренд, меѓутоа кога ќе бидете на 40-та година, веќе станува и потреба и да делувате пристојно. Не говорам да тоа биде не знам ти каква шминка, меѓутоа доволно една подлога, чисто колку да се
добие свежина. Тоа не значи дека шминката го прават само жените, го прават и мажите. Веќе нема маж-жена. Исто така и кај мажите да ставаме коректор, ставаме биби пудра или некој лесна лајт пудра со крема, чисто колку да се добие една свежина. Значи шминката не е веќе само мода. Шминката веќе е потреба. Ке ви искористам многу совети. Земавме од вас, ке ви искористам. Ви имам наназад годиниве видено во екстравагантни изданија, во преубави изданија, свечени изданија, но сум ве видела и непосредно. Так. Да, еве и овакво непосредно интервју кој што го имаме денеска, секогаш средени. Секогаш внимавате на деталите. И веројатно тоа е вродено кај вас. Так. Па сакам да ви искористам во делот на тие правила, што ќе посочите? Што е нешто што треба да внимаваме во дневната комуникација, работа, непосредна, со колеги, клиенти, работа, во делот на, ќе се ставам тука нашата категорија на јавни личности, водители, така натаму сите кои што влегуваат во таа категорија, и тука во еден дел ќе ги ставам сите оние кои што посетуваат јавни настапи, во кои што се свечени настапи, па и свадбите се тука, во кои што треба малку повеќе да и од шминка да се даде, и од тоалети, гардероба и така натаму. Што ќе посочите? Многу се менуваат трендовите на назад години, но основата веројатно е иста. Јас пак ќе кажам, како и што претходно кажав, модата се прави за да се троши, да се купува. Значи така настанува модата. Мода е тоа што е масовно. Ако низ град отидете 30 луѓе се облечени во исти патеки, тоа е веќе мода. Меѓутоа, кога ќе видите кај некоја личност, бидејќи град има собствен имидж, собствен стил, тој нема да ги купи тие патеки. Ќе купи нешто сосема десето, бидејќи знае кој ќе излезе на град или на некоја прилика ќе најде макар на 2-3 личности. Јас многу ги предпочитам тие лица кои има собствен имидж и кои не ја следат модата, без разлика дали тоа им прилега, не им прилега, дали им годи, не им годи. Јас не можам да замислам фустан со патика. Па ќе го кажам, за мене тоа е непоимливо. Може да има некоја балетанка или едноставна елегантна чевла, не мора да се штикли, не мора да се некои свечени. Мето замислите во некоја свилена хајина, убава тоалета со некои детали златни, а вие сте облекле патика на Puma, на Adidas. Она што е тренд сега. Особено меѓу младите. Колку да е модерно, колку да е практично, за мене е патика за фармерка, за тренерка, за некоја панталона. Меѓутоа јас не би можела тоа да го замислам. Колку и да сакам, тоа за мене е несвојствено. За мене е патика, панталона, материјал и крај. Меѓутоа, треба се предпочита прво професијата. Од секоја одредена професија ви диктира како да бидете облечени. Не можете се пред телевизијата, пред секој соговорник да се облечете било како сакате. Нормално треба да бидете пристојни, за да влеете доверба кон слушателите, за да можат тие да ве слушат. Често пати и знае да се сето тоа да се претера, сакајќи да се покажеме еве која сум јас, што сум јас, па не знам што ќе облечем на телевизија да се истакнам. Ја нема да се променам било што да направам утрово. Јас сум таа. Има место каде да се истакнам, каде да се дотерам, каде да го ставам собствениот накид, меѓутоа и сето тоа да биде децентно, да не се претерам на сите прсти по еден прстен да ставам, сите ланчиња што ги имам на мене сега утрово да ги облекам, а говорам за утринска емисија. Не ми иде некако да се дотерам. Друга да е емисија о забавен карактер, па да е нешто друго, па да се дотерам, па да се меѓутоа пак да бидете пристојни на тој разговор што ќе следи. Вие кога сте презентерки, да, треба да е класика, треба да е пристојно, затоа што говорите и вести, и сериозни вести, и тажни вести, сето тоа треба да имате емпатија со тоа што ќе пренесете на соговорникот во јавноста, јавноста да ви верува и да ве следи. И не може да си дозволите било што, да земете минич, па да седите нема да се чувствува добро да ве гледа и соговорникот. Значи имаме категории како да се облечеме спрема професијата, а зависи од кој тип на карактер, како да се пренесе пораката. Вие говорите дека толку луѓе загинале, ма се смете. Јас сум супер, ај сочувство до родителите. Меѓутоа, а притоа сте се утепале од смење. Значи, и начинот на кој ќе ја пренесете пораката, на кој ќе ја кажете пораката до јавноста, бидејќи јавноста ги трпи тие вести, ги слуша, соучествува во целата таа ситуација. Така да затоа морам да кажам дека треба да се следи
дрес кодот, кога е за прилика за свадба, па и свадбите како да бидат облечени. Ја не знам креаторите што прават, ама кога ќе видам невеста дека им се гледа долниот веш и чипката ставена повулгарно, градите, за мене е тоа невкус. Не е тоа мода. Тоа е веќе невкус. И тој моден креатор кој не е земал да делува на невестата да каже чека, ама ти си веќе гола, па тогаш појави се во купач и оди. Значи, колку луѓето сакат се да бидат толку вулгарни, сметат дека ќе бидат поинтересни, ако се облечат разголени, со шлицеви, малтене гајките им се гледат, ама на таа свадба се присутни и родителите, и фамилијата, не се само другарите, па и макар и другарите тоа не ќе да го гледат и пријателките. Така да сметам дека веќе онаа граница на вкус и невкус, знање, информираност, веќе се надмина. Така да, веќе сметам дека и тој што си работи професијата треба да делува што треба, што не треба. Јас многу делувам во разговорот, кој прифатил, кој не прифатил, на крај вика ми текнаа твоите зборови во црквата дека косата ќе ми падне. Ја велам е топло, нема да издржи. Сега се навикнати сите пуштени коси, лелејави, до земја ако може, како самовили гледаат тренд на слика, ама не сваќа дека сето тоа што е поставено на интернет, што е поставено на тоа е фотографија. Дека тој не се појавил на свадбата и таа фризура долга пуштена може да трае половина час, онолку дека излезете од дома, а после тоа нема да трае. Не знам колку лак да ставате, локните ќе се растурат, фризурата ќе се распадне. Еве како нашите коси утринава од дождот. Значи не може да биде тоа совршено. Совршено може да биде оној момент дека седите во салонот, а после совршено може да изгледа пунџа, собрана коса, прибрана коса, и стегната, но тоа може да издржи 5 дена и цела недела. Меѓутоа, пуштена коса нема шанси. И јас цело време тоа настојувам да го кажам, да се внимава на што. Или потоа да дојдам 2-3 фризури да направам. Па не може да се направат 2-3 фризури ако имате саат и пол време растојание. Може да се коригира. Али никој не ќе да слуша. Тој се замисли, сега ми е свадбата и дека само на свадбата ќе направи некој имидж да го видат 300 луѓе, 5 фризури ќе сменам, 10 шминки ќе променам. Прво не може да издржи кожата. Фрикосата не може да издржи таква тортура. Може ако е пуштена да се собере, да, ама ако е собрана косата, лакирана и уште една фризура се преправи, тоа нема шанси. Можам само да додадам некој детаљ или да коригирам некој влакно или прамена кој паднат. Така да тука, кога говориме за мода, за тренд, за почитување на правила на изработка на фризури и на шминка, секој тој што ќе му се предаде на професионалец и треба да го се ослуша. Затоа постојат професионалците. Так. Ви благодарам за разговорот денеска, навистина ми беше задоволство. И чест се разбира секогаш. И мене ми беше прилика што ве видов и што повторно учествувам на вакви емисии. Секој ше убаво да се даде совет, па секој колку како ќе го прифати или како ќе се надевам денеска се слушна, да. Ви благодарам, да.